Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ Канал од ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надам дека ќе успееме во тоа. И ви го представувам мојот прв гостин во емисијава. Тоа е Илија Даов, човек кој е влюбен во јогата, човек кој долги години во својот живот и го посвети на јогата. И секогаш кога разговараме дали во неделното попладне или во емисијата Дневна соба, секогаш тоа се разговори со повод. И овој пат имаме убав повод. Најпрво добар ден, добре дојдовте на програмата на ТВ Канал вас ВИС. И на ценетите гледачи на вашата телевизија Канал ВИС. Ви благодарам. Поводот е овој пат јубилеен 20 годишен постоење од организирано практикување на јога во нашиот град. Е интересен јубилеј, убав, вреден за почит и за внимание. А она што ме интересира е како пред 20 години се гледаше на јогата во Струмица или во овој југоисточен дел на нашава земја. Пред 20 на години немаше интернет, знаењата и можностите да се приближиш кон една таква мултидисциплинарна активност беа многу мали. Имаше понекоја литература од српски автори, од хрватски автори, особено Јасмина Пулјо од Загреб, но тие беа тешко достапни до нас. Так. И бидејќи веќе функционираше во Скопје Јога сојузот под водство на Павлос Хасанагас, исто така македонец, да не ве збуни името. Значи, во тоа време веќе имаше повеќе 15 можеби години од Јога сојузот и некако се почна со организирано практикување во нашиот град. Значи, прво бевме под закрила на Јога сојузот на Македонија. Интересно тоа, значи, тотална непознаница за нас беше. След тоа јас се сеќавам на неколку емисии кои во тоа време ги правев на тема политика со познатиот професор и политичар Ѓорѓе Марјановиќ. И тој не испушташе прилика, иако емисијата беа од политички карактер, да ја спомне јогата, незиното значење и така натаму. И тој спомнуваше дека тајната на неговиот успех во животот е токму јогата. Интересна работа. Да се надоврзам само дека сум спомнал во повеќе наврати од моите гостувања на вашата телевизија дека не постои успешен бизнисмен, политичар, спортист или во джетсетот или било каков друг успешен човек, ако не се бави со јога, не можеш да ги достигнеш висините во твојата област. Зошто? Затоа што нели јогата успева со тој психофизички сопствен напредок и развој да ги отвориш видиците кои ти се на дострел. Така. Она што е интересно да се каже, велите пред 20 години немаше интернет, немаше некакви повеќе податоци или да се учи јога од книга, освен некои пар книги од Србија и од Хрватска. Како вие пројавивте интерес за јогата? Што е тоа што ви роди во паметот? Ај, сега малку ќе пројавам интерес во јогата, а нема ништо за тоа. Еден од почетниците или основачите на тоа организирано активирање на јога е нашиот сограѓанин Ѓорги Димитриевски, кој имал некакви здравствени проблеми, да не ги кажуваме сега, и на рехабилитација во една специјална болница во Струга или помеѓу Струга и Охрид, освен таа конвенционалната терапија, имале и практикување јога. Браво. И инструкторот
во тоа време што бил во болницата, се зближува нашиот сограѓанин и го донесува, после завршетокот на терапијата, го донесува во Струмица. Така. Можете да змислите каков ентузијазам е било во тоа време. Човекот од Струга доаѓа, во тоа време имаше Фичо или застава 750, кога патиштата во тоа време беа уште многу полоши од сега. Сега се вози по овие модерни услови околу 4-5 часа. Апсолутно. Значи тој патувал 10. Патувал не знам колку, но да кажеме неколку викенди доаѓаше поред. И така вие го започнавте? И така започнавме. Потоа ни испратија инструктор, Јога Сојузот ни испрати инструктор, но за кратко време, можеби тоа беа неколку години, за кратко време, сите практиканти кои бевме, го надминавме инструкторот. Сега, со нашите, да кажеме, желба за напредок, ја зголемивме еластичноста, почнавме да читаме и побаравме од Јога Сојузот да ни испратат некој по-подготвен или на повисоко ниво. И се спротивставија од Јога Сојузот раководството, како, демек, добар вие, само терајте вие и ќе напреднете. И во меѓувреме ние со луѓето кои овде активно практикувавме, се договоривме на некој начин како да не се замериме со Јога Сојузот, а да имаме повторно успешни часови. И така се одлучив јас да одам на неколку разговори во Јога Сојузот, како еве јас имам афинитет ако може да пристапам кон школата за тренери, и они како? Па ние треба да избереме, а не секој да се пријави кој има желба и така натаму. И тоа беа неколку непријатни разговори и јас отидов во Србија. И мислам, фалбата е раѓе, бев еден од најдобрите, да не кажам најдобар, во таа класа, што резултираше после и со покана, 4-годишна покана да држам јога одмор на островот Крв, сега што припаѓа во Република Грција. Тие беа 10-дневни јога одмори. Помеѓу во тогашно време имаше околу 100 јога тренери, инструктори во Србија да поканат некој кој не е србин. Значи не е било битно националноста, ами квалитетот. И тоа беше за мене своевидно признание дека сум постигнал тоа што јас го посакував. Така. Значи тоа се почетоците. Така започнува таа убава приказна. На почетокот бевте секција, а дури отпосле го добивте името Сурија Сонце. Од кога датира ова име? Откако настана тој јазот со Јога Сојузот на Македонија и откако јас се стекнав со неколку меѓународни сертификати за водење јога, како прво јога тренер, па јога инструктор и со последниот од Индија, каде што бевме веќе искусни јога тренери и тука имаме еден специјален сертификат. Значи, понатаму... Колку време е Сурија Сонце? Околу 10 години. Околу 10 години. Но откако се појави потребата да се регистрираме како здружение на граѓани, бидејќи друга форма... Треба да има име, друга форма, моменталната легислатива нема начин и се регистриравме како здружение на граѓани и сега сме Сурија Сонце. Сурија е староиндиски
назив за сонце. Сонце е нашиот вековен символ и немаше шанса друго име. На крајштата е извор на енергија, а енергијата е многу важна во јогата, нели? Добро. Она што е интересно да се каже, и она што ме интересира, каков беше интересот за јогата кај нашите сограѓани пред 20 години? И дали секогаш причината за вклучување во таа секција, тој клуб, било здравието или здравствените проблеми? Оти така некако почнуваат нештата, барем кај нас. На почетокот имаше повеќе беа од љубопитство, но некои, да кажеме, во тоа време совесни лекари, доктори, кои по пат на истражувања или некаде во литературата ќе најдеш дека, освен званичната медицинска терапија, значи може да се применува и јога, тоа помага за тоа и тоа и тоа и така натаму. И значи имаше и луѓе кои беа со одредени диагнози. Но останатите кои практикувавме, значи секако превентивно или ако имаш во семејството некакви показатели, тој боледува од тоа и ти превентивно сакаш да се заштитиш и практикуваш јога. Значи имаше од сите категории. Со тек на време се избистрија некои работи и повеќето од практикантите се со некакви диагнози, но има и кои работат исклучиво заради очувување на телото, бидејќи старата југословенска парола во здраво тело, здрав дух. Но има многу вистина во тоа. Тоа постојано се зборува и во јогата, бидејќи е несомнено дека поврзано е физичкото со менталното, со духовното, и нема тенка линија, ами сосема е поврзано. Така. Затоа мора да внимаваме на сите аспекти. Можете ли да направите една компарација? Сега околу интересот слушнавме, но како сето тоа изгледаше во таа далечна веќе 1999 година и во оваа 2019 година, што се промени? Колку отидовте напред? Каков е интересот сега? И слично. Многу нешта се променети во нагорна линија, во позитивна насока, затоа што веќе секој има пристап до интернет, таму има безброј многу податоци, фотографии, видеа и така натаму. Значи, во последно време станува збор за како да се докажат асаните, тоа се физичките вежби, кои се поврзани нели со начин на дишење, научно да го докажеме оправдувањето од практикување јога. Во нашата најблиска околина, тоа е Јога сојузот на Србија, тие вршат научни истражувања. Еве во техниката сега може и да го покажат слайдот со еден огромен список од доктори, професори и така натаму, кои се еминентни имиња од науката, не само за Србија и за светот. И покажано е како со асаните се подобрува не само физичкото, туку и менталното здравје. Како, например, само за да не пропуштам нешто, неодамна прегледот на јога истражувањата е објавен во списанието Journal of Yoga and Physical Therapy. Во него се наведува дека во моментот има над 3000 научни публикации кои го истражуваат позитивното влијание на јогата врз физичката и менталната состојба во најширок смисол. Резултатите од истражувањата покажуваат дека физичкото и менталното здравје се есенцијално поврзани. Покажано е дури дека кратката јога вежба за релаксација наречена шавасана го нормализира
ја нормализира функцијата на автономниот нервен систем, поместувајќи го индексот на двата симпатичкиот и парасимпатичкиот нервен систем кон средно ниво на референтни вредности. Исто, јогата го намалува нивото на кортизол во плувачката и глукозата во крвта. Јогата го снижува пулсот, како и систолниот, диастолниот крвен притисок. Наведените студии укажуваат дека јогата има моментален смирувачки ефект на одговорот на хипоталамосниот, хипофизичкиот и надбрежните оски на стрес. Генерално е покажано дека јогата има моментални психолошки ефекти на чувство на анксиозност, се нагласуваат чувствата на емоционална, социјална и духовна благосостојба. Вежбањето јога повеќе пати седмично позитивно влијае на кардиоваскуларниот систем. Заклучок, има се повеќе показатели дека практикувањето јога е безбедна за сите возрастни генерации, без ризик во присуство на инструктор, а со висок степен на добробит во подобрување на општата здравствена состојба на луѓето. Јогата има превентивно и терапевтско значење во превенција и лечење на незаразни заболувања, ако континуирано се практикува под стручен надзор. Тоа беше само еден извадок од студијата која јас работам сега на неа, а еден дел од тоа ќе го презентирам во понеделник на нашето прославување на јубилејот. Така, значи, во секој случај станува збор за нешто кое е многу корисно и претпоставувам ова јогата не признава генерацијски разлики. Со јога се занимаваат и мали дечиња, но и возрастни луѓе. И тоа многу возрастни, така? Па, да кажавме дека превентивно е многу подобро, откако ќе добиеме некакви диагнози. И затоа во подем е во целиот свет. Уште од најмала возраст, детската јога, која е прилагодена за возраста, значи тука медитациите се исклучени, затоа што има одреден начин на смирување. Децата многу уживаат кога ќе ги застанат рацете во форма на чин мудра. Тоа е една позиција на дланките и тоа е за нив доволно, но сите останати асани или вежби, ги кажавме, со начинот на дишење, се прилагодени за нивна возраст, како, например, еве сега бумбарот, пеперутката, гуштер и така натаму. Се е поврзано со тоа што они веќе виделе во живо или преку нивните сликовници. И јас се обидувам веќе 2-3 години објавувам оглас за детска јога, меѓутоа се пријавуваат само 2 до 3 дечиња. Мислам, родителите кои веќе разбрале дека е тоа многу корисно. И нема да се откажам се додека не оформиме здрава група, затоа што е докажано. Многу пати, исто така сум нагласил преку вашата ценета телевизија, дека ги поздравувам сите облици на физичко активирање, затоа што човекот не е само, еве, ние сега ќе седнеме, ќе совладаме некаква тема и ќе станеме, да кажеме, во нашата област стручњаци. Без физичка активност не бива. Но заради тоа што науката сега докажува дека јогата е понапред од останатите физички активности, со должна почит кон сите мои колеги од спортската јавност на Струмица и на Македонија, затоа настојувам да тоа го изразиме подкрепено со научни факти. Така. Добро, кога правите некаков сублимат за овие 20 изминати години, се поставува прашањето кој е резултатот? Прво за вас, потоа за сите тие кои поминале низ Сурија, Сонце и воопшто за јогата кај нас? Значи, тоа треба да го кажат практикантите кои го виделе бенефитот, користа која виделе од јогата. Не се каете, нели? Предпоставувам да се вратите пред 20 години, повторно би го поминали истиот пат, така? Може би поревносно би работел, така, затоа што првите години не бев толку сериозен, затоа што бев и помлад и, да кажеме, имате некакви други интереси, музика, друштво, музика и така натаму, да. И да кажеме, овој час не морам да одам, ќе одам
следниот. Континуирано практикување, Така. затоа што се постига, медицинските работници и медицинските лица знаат што значи физиолошки континуитет. Така. Значи, физиолошки континуитет ќе ви овозможи да имате хормонален баланс. Тоа е од едно поминуваме во друго. Сето тоа овозможува со насоченото дишење. Ние имаме еден посебен оддел во јогата кој се вика пранајама и тоа се вежби за дишење спротивно од автоматскиот или од инстинктивниот начин на дишење и кога веќе го контролираме дишењето, тоа влијае на нанониво, на клеточно ниво. Значи, ќе го споменам само професор доктор, еден од врвните светски познавачи на клетката, докторот Брус Липтон, намерно го нагласив тоа, затоа што некој можеби ќе сака да го изгугла и да го види неговото истражување. Значи, тоа е чудо што се случува на нанониво и како, само еден краток дел ќе нагласам дека клетката ги има сите функции што ги имаме, што го има и телото. И после хранењето на клетката, отпадоците од тоа хранење се во нејзина близина. Ако не успее нашето тело да го отстрани отпадокот, ќе почнат тогаш проблемите. Особено ако примаме некакви лекарства. Значи, отпадоците од лекарствата, наречени барбитурати и сите други циклични соединенија, значи, се случува во телото да се појават некакви несакани дејства, но од една страна практикантите по јога се во предност затоа што постои начин на детоксикација, природна детоксикација, особено на крајот на практикувањето во асаната наречена шавасана. Добро, интересно. Претпоставувам вака можеме да зборуваме надолго и на широко. За тие 20 години може да ни раскажете многу убави, многу интересни приказни, но сепак инсистирам да наброите барем неколку од најважните активности во овие изминати 20 години постоење на Сурија Сонце. Што беше тоа што ги одбележа овие 20 години? Значи, можам да кажам дека квалитетот на живеењето на практикантите, бидејќи показателите со останатите не ми се познати, но тука јас го гледам напредокот, квалитетот е во нагорна линија. Тоа значи дека престануват некакви тегоби што сме ги имали од порано, затоа што не е само јога вежбањето 2 пати во неделата не е доволно. Значи, на секој час посочувам дека имаме ние одредени асани кои можеме и дома да ги практикуваме. И тоа е домашна задача, но домашната задача е само 10 минути, не ти одзема многу време, да кажеме, редовниот час е 75 минути. Имаме и утринска јога која е 60 минутна, поради да не се одземе од почетокот на денот многу, и тоа е сосема доволно за да стартуваш во денот со една огромна енергија, што во тие денови, кога се часовите, секако дека има многу значење. Покрај тоа, на една од годишниците која беше можеби 2012 година, поканивме од Скопје професор по јога Лидија Ѓоргиевска да ни одржи еден час, еден семинар за медитација и некакви асани придружни со тоа. После семинарот, една од практикантките беше донела некаква подготвена храна од дома, која најчесто таа ја практикува. Тоа, како што се сеќавам сега во моментот, беше варена пшеница со мелени ореви без шеќер. И имаше за сите, го поделија, и од тогаш почнавме
секој да подготвува по Да нешто. се договарате. по Сега некој- ти си наред да донесеш Не. Секој кој смета што е за него здрава храна, ќе подготвиме, да кажеме, некаква количина и таму се дели. на годишницата пробуваме кој што мисли дека е здрава храна. Така да разменуваме мислења, разменуваме рецепти и веќе последните години тоа прерасна во своевидна ревија на здрава храна. Може би сте гледали некакви фотографии, но ова е сега предизвик. Мислам, ме предизвикавте да ја поканам вашата телевизија во понеделник во 19 часот во просториите на Амор Палас да погледнете една ревија на здрава храна и ќе имаме презентација на едни напредни асани, што може би исто така ќе биде интересно за публиката. Значи, би требало да дојде некој од нашите сниматели, ама нашите сниматели повеќе сакаат кременадли, плескавици и такви работи. Да, но ќе се изненадите, и ќе се воодушевите. Особено нешто треба да дојдете, ами како медиум. Така. Вие би требало задолжително да дојдете. Освен тоа што е јубилеј, ами Така. затоа што има и што да се види. Така. Добро. Како ќе биде одбележен јубилејот? Значи понеделник со одредена свеченост, да? Да. Ќе имам мало излагање во насока на подкрепа на научни истражувања, со сето тоа што ние го работиме, особено Универзитетот Принстон, Јейл и овие класичните тие се многу ортодоксни и многу се ограничени кога станува збор за такви источнячки упразнувања или физички вежби, Оксфорд и Кембридж. Значи, нивните истражувања ќе ги изложам на едно кратко излагање. Добро. На почетокот. И ќе поминат тие 20 години и предпоставувам имате одредени краткорочни или долгорочни планови за понатамошното обстојување на Сурија, Сонце. Што е тоа? Имате ли ставено во некакви рамки, некакви активности што следуваат? Моите согледувања за напредокот се дека сме почнале со мал број практиканти. Со време интересот се зголемил. Резултатите од тие практикувања луѓето ги согледуваат. Меѓутоа ќе направиме и една анкета од сите практиканти, кој како се чувствува. Секој знае, нели, за себе со какви проблеми се соочува и после вежбањето како се чувствува. Во моментот Јога Сурја Сонце има од прилика околу 80 на практиканти од различни возрасти. Најмалите се имам само 3799, значи тие се најмалите тројца. Повеќето се од средна возраст, имам млади исто така прилично, но имам и од трето доба, околу 70 на години имам повеќе практиканти, 76 една практикантка, 78 или 79 веќе уште една практикантка и нивното мислам во разговор со нив дека тие не можат да си го замислат животот повеќе без јога и како не се научиле пред 10 на години, сега ќе биле многу поарни. Поздрав до двете господи. И поздрави поубави. Добро, значи имате планови за наредните 5, 10, 15, 20, до колку? Па Не додека да влеземе во студиото, ми открив една мала тајна, дека овие се 20 години, ама најзначаен јубилеј е, например, 50 години постоење, имате план, имате програма за наредните 30 години. Јас го гледам Центарот за јога наука, треба да се вика, Јога Сурја Сонце Струмица, во кој ќе има 10 инструктори и многу практиканти.
и за голема среќа или за жал за здравствените работници, што помалку пациенти и што помалку посета на аптеките. Не е за жал. Предпоставувам и тие сакаат да имат помалку. Да, но тогаш тие треба да одберат некој друг начин на екзистирање. Добро. Господине Давов, ви благодарам за разговорот. Ви го честитам јубилејот, ви посакувам многу успеси. Ви благодарам. Се надам дека ќе имаме уште многу вакви поводи за вакви убави разговори. Да се надеваме. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со неделното попладне. Предлагам сега да проследиме една музичка numera како најава за разговорот што ќе го видите, а ќе го проследите разговорот што деновиве го снимивме со Перо Христов, а по повод неговиот вторничен концерт, значи концертот што ќе се одржи во вторник во Националната установа Центар за култура Антон Панов, по повод 50 годишниот јубилеј уметничка дејност.